Почитувани гледачи, вие сте со уште едно отворено студио на телевизија Нова, што ме гледате мене, веројатно знаете дека ќе зборуваме на тема култура. На мое задоволство ќе зборуваме за македонската поезија, каде е таа, каква и каква треба да биде. Имам чест да другарувам со тројца поети, млади ентузијасти кои што верувам дека ќе бидат доволно интересни за да го задржат вашето внимание во следните час и половина. Добре дојде за почеток и посакам на Снежана Стојчевска. Поет, дипломирани сте на Институтот за педагогија на Филозофски факултет, меѓутоа се изјаснувате како поетеса, така? Да. Тоа е некој вид, настрана е професионалната определба, настрана е желбата, веројатно. Животниот пат ме однесе на различни страни, не е испадна тоа што планирав, значи педагогијата што завршив на Филозофскиот факултет, работам во филмска продукција, така да работам нешто скроз друго, а поезијата е она во кое што се изразувам креативно. Начинот на кој што на кој што најдобро веројатно се изјаснувате. Друштво во студиото ни прави гостинка од Словенија која што течно и одлично зборува македонски, ќе се уверат и гледачите. Лара Михиловиќ, преведувачка од Словенија, која што воедно и поетеса, кога зборував со Снежана, вие ми предложивте да ја поканиме Лара, кажавте дека нема да има никаков проблем да се изјасни одлично на македонски. Ве представија како млада поетиса која што е влюбена во Македонија. Точно. Значи јас од мојата прва средба со Македонија некаде во 2007 или не ми текнува која година, некако секогаш викам се залюби во Македонија. Не можам да објаснам зошто, ама значи има нешто тука што ме привлекува и затоа секогаш со задоволство се враќам. Си имам многу добри другари тука и поврзана сум и професионално, односно да кажам, преку преведување со македонска книжевна сцена, така што Одлично се погоди вашиот престој во Македонија токму за време на ова отворено студио, па да искористиме вашата. Фала многу за покана, значи вчера кога го чекава авионот, Снежана ми рече, утре сме на телевизија, викам, што се ми спремат тие мои другари, да. Таму од Македонија. Да. Добре дека му посакам и на Ѓоко Здравевски. Доколку се прочапка малку на интернет да се напише Ѓоко Здравевски, ќе се појави информација дека сте родени во Скопје, сте дипломирале на Филолошкиот факултет, работите како лектор по македонски јазик на Филозофскиот факултет во Ниш и човек што редовно патува со Ниш Експрес. Меѓутоа, од друга страна, би рекла еден од главните виновници зашто постојат и веќе толку добро функционираат асталните проекции. Она што честопати на самиот почеток ќе кажеме на шега, веројатно за да ве задеваат, да ве нервираат, го нарекуваат и астрални проекции. И јасални проекции. И јасални проекции. Добро дојдовте. Добро вечер, добро време. Каква е поврзаноста со поезијата? Филолошки факултет од една страна, лектор по македонски поезија? Да. Па практично поезија некаква од најлош вид почнав во средно да пишувам при крајот на средното училиште. И потоа кога се запишав на македонистика, тука продолжив. Имаше, барем додека јас студирав, постоеа Мугри, еден кружок што се стобираше и правеше еднаш годишно алманахи и поетски читања. И тука некако се најдов во тој круг на луѓе. Само неколку години е разликата, претпоставам 2 години сме разлика во возраст, меѓутоа се гледаше ли чудно малку на оние или ден денес кога сакаме да сме модерни, ултрамодерни и популарни, се гледали малку чудно на оние средношколци кои што пишуваат поезија? Или? Па овие средношколци што сега доаѓаат на астални се неверојатно не само талентирани, туку се неверојатно свесни за светот што ги опружуваат. Поезијата што ја пишуваат, тие ја пишуваат и луѓе што се на крајот на својот живот, како да кажем. Пишуваат за работи што човек ги осознава по текот на целиот свој живот, а тие имаат 16 години, 17. Така што сум воодушевен, тоа сакам да кажем, од тие деца. Од таа слика, така. Ако фудбалот се смета за најважната споредна работа на светот, сега е ултрамодерно да се зборува за фудбал, бидејќи тоа е периодот од годината кога фудбалот веројатно ќе ги преокупира сите оние кои што се љубители на спортот. Значи, ако фудбалот е една од најважните споредни работи на светот, тогаш за поезијата би рекле дека е најважната споредна своевидна историја на човештвото, или? Снежана?
Па не знам, зависи за кого како. За нас, мене ми е примарна. Не ми е споредна, мене поезијата ми е она safe place, она место кај што се чувствувам сигурна и место кај што можам да бидам апсолутно слободна. Можам да напишам и да кажам се што сакам и се што мислам и при тоа да не бидеш осуден, да бидеш тоа што си. Така да за мене е баш примерно, баш тоа што ме дефинираш, која сум јас, првичното, она исконското од внатре, бидејќи за разлика од Гјоко јас ја немав таа наобразба, мене ми дојде сосем природно пишувањето во еден период од мој живот кога имав некои потешкоти и поезијата само се излезе, ми се случи. Така да за некого е споредна, за некого е абстрактна. Тешко ли е тоа што ќе го ставите на хартија, е толку ваше и толку интимно и толку можеби тешко на моменти, потоа да го представите пред, еве да речеме, пред целата таа публика која што доаѓа на пример наставни лекции? Да, тешко е да се разголуваш апсолутно, се секцираш, се Знае публиката да препознае такво разголување и да го цени? Знае, искрена емоција секогаш се препознава. И допира. Мислам, кога ќе придеш со искреност, не може да не биде препознаен. Ѓоко, гледате ли фудбал? Се помалку. Да, за жал или за среќа? Не знам дали за жал или за среќа, се помалку. Најмногу фудбал гледав кога беше светското првенство во Америка 94-та година. Тогаш имав 9 години и тогаш шептен гледав фудбал. А сега се помалку. Гледам колку, не знам колку достанам информиран. Ретко гледам цел надпревар, например, да седнам и ако го гледам целиот надпревар, го гледам поради луѓето со кои седам, а не дека ме интересира. Заради друштвото, веројатно. Да. Так. Ако фудбалот е најважната споредна работа на светот, дали и поезијата е најважната споредна работа на светот или? Сега повеќе ми се допадна не знам како го постави. Дали ја заменува историјата, така? Така, ајде да го преформулираме, значи најважната споредна историја на човештвото. Вака, пред некој ден пишував есеј краток, објавам, отворам муабет на репер за македонски книги и пишував за поезијата Црно на бело. Не е објавен текстот се уште. На Лидија Димковска. И тој тип поезија, например, да, тоа е не е споредната, туку е алтернативната историја на светот. Таму во поезијата се запишуваат настаните или собитијата што не се запишани во историографските списи. Многу често работите што им се случуваат на луѓето што за историографијата се небитни, но се во животот овде се исклучително важно. Така. Би сакала со Лара да позборуваме за тоа каде е македонската поезија, местото на поетското творештво денес во светот и во Македонија. Вие напишавте една одлична статија која што ќе ве замолам во кратки црти да им ја пренесете на нашите гледачи. Пишувавте за македонската поетска сцена, меѓутоа на еден интернет портал во Словенија. Не знам колку нашите овде успеале да го видат, оние кои што се веројатно заинтересирани за поезијата им е јасно зашто зборува. Ние бевме тагнати, моравме. Така што моравме да знаете. Да, значи како е сликата за некој кој што доаѓа често овде, го зборува јазикот, меѓутоа сепак гледа одстрана? Значи, јас морам да кажам дека ова генерација сега, односно млада македонска поетска сцена е неверојатна. Значи, толку добри поети, толку случувања, сето тоа што се случува во последните години, колку што јас пратам, е многу добра работа, затоа што нели јас студирав македонски јазик и книжевност и ние учевме за постарата генерација. Ама јас лично можам подобро да се најдам во таа младата поетска сцена, затоа што и темите се други, значи ние на факултет учиме за македонска историја, за митологија, за легенди, за, не знам, сите тие болки што македонскиот народ ги имал. А мене сега ми се отвори светот кога ги прочитав новите песни свежи, значи љубовни, животни. Тоа што вистински се случува во Македонија, значи една слика на вистинскиот живот. Јас секогаш викам, вие македонци знаете да уживате во живот. Значи не можам тоа да споредам со словенечка поетска сцена или со народот, односно со менталитет, затоа што сме сосем поинакви и
И иако сега и кај нас младите пишуваат посвежа поезија и така, ама значи ова тука што се случува и со осталните и со други случувања, значи многу се активни, многу сака да ја презентираат поезија на секаде. Значи поезија, насловот на мојата статија беше поезија за секој агол, значи за секаде, значи на улица да може да се чита, не знам, во продавница, на секаде да допре до луѓе, да не е веќе таа поезија на некој елитизиран ниво, кај што само одреден број на луѓе ја чита, туку секој да може да најде нешто да прочита и на крај крајва, кога ќе напише нешто, има шанса да се представи. Тоа е поента. Претпоставам дека и целта на сталните проекции е токму тоа да се стимне поезијата од тоа некое елитно ниво, ако веќе така некој ја доживува, и да се буквално да се вметне во секој агол од секојдневието. Ја донесовте, успеавте да ја донесете поезијата во едноставно кафуле, каде што луѓето ќе седат, ќе пијат кафе и ќе едноставно ќе читаат или ќе слушаат поезија. Од прилика да ги средиме впечатоците од претходните прашања до двајцата, нели, од претходните 21 изданија до сега настални проекции. Значи, сталните се случија сосем случајно. Меѓутоа прераснаа во нешто многу големо. Јас на шала знам да му кажам и на Ѓоко дека ќе влезам во некоја таква поетска историја по тоа што сум настапувала на првите астални. На 10-тите и сега на 21-те, на 20-тите не успеав да бидам тука од работни обврски. Значи, фантастично е тоа што се случува. Фантастичен е интересот на луѓето, приемот, магија. Тоа мора да се доживее, не може да се опише, колку да сликите не можат да го фатат тоа, ма да фаќаат некои моменти, меѓутоа чувството, тоа што се случува таму е нешто фантастично. Значи, мислам дека може само нагоре да иде целата ова. Веројатно, Ѓоко, веројатно ова би било одговори на прашањето дали на моменти граѓаните ја доживуваат поезијата како нешто премногу архаично, премногу патетично, односно на граница со патетично, премногу уметничко, и дури имам пријатели кои што можеби малку ќе ги обрукам па ќе кажам, ја доживуваат како малку забегана форма на уметност или екстремна форма на уметност. Меѓутоа покажавте дека има публика, така? Е сама по себе забегана за кој е забегана, нели? Така. Не ми беше мене идејата, не ми беше мене идејата да јас не знам што ќе се случи точно, не знам дека астални вака ќе се развиваат. Мојата идеја беше... Очекувавте дека ќе има 21 издање? Не знам, не размислов. Мојата идеја беше само да се прошири спектарот на луѓе што може да учествуваат. Затоа што чувствував силна енергија на поетската сцена. Ние тогаш бевме седнати на 20 на луѓе на една огромна маса. И на Ана и реков дека ова треба да се искористи, зашто овие луѓе да не читаат еднаш месечно во Менадејте, например. Так. И плюс да се даде шанса на луѓе што никогаш не може да дојдат до простор да кажат нешто, тоест да прочитаат својата поезија. Затоа што настално читаат луѓе што нема никогаш да објават стихозбирка. Може би никогаш повеќе нема да напишат песна. Може да имаат само 2 песни напишано. Ама ако тие 2 песни се вредни, нели, зошто да не им се дадем простор и време да се беше дека тука сме за поезијата, а не за поетите. Некако многу им се дава значење на поетите и на нивното его. Дека поетот е важен. Не е важна поезијата, поетот помалку или повеќе ќе замине. Како остане поезијата, ќе остане. Така. Во ова време кога се пораспространето е користењето на електронските медиуми, на Твитер, на Фејсбук, на Инстаграм е многу присутен, ги користите ли? Прашање до сите тројца, овој пат еве од Лара да почнеме. Го користите ли Твитер, да речеме, или Фејсбук за поезија? Да, значи Фејсбук го користам за поезија, објавувам нови песни, затоа што на таков начин, значи, можам да ги представам некаде, да видам какви се коментари. Значи, мислам дека денеска Фејсбук е многу добар вид на комуникација и на презентирање. Дури во Словенија постои една Фејсбук страница која што се вика "Шири поезија, не страху", што значи ја споделува поезијата, а не страв.
и таму ја објави песна на Снежана Стојчевска и на Митко Апостолов и мојата песна Калейдоскоп ја објавија и таму може исто секој да прати своја песна да објави. Мислам дека и во Хрватска постои таква страница, не знам за Македонија дали постои. Значи тоа е дел од една мрежа од неколку држави кои што ја има таква и секој ден ја објавуваат една песна. Така да тоа е идеја да се направи тоа и во Македонија. Ќе направиме многу мала кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа ќе се вратиме веднаш во студиото. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Овој пат зборуваме за македонската поезија. Последното прашање се однесуваше на поезијата и модерното време, односно на Твитер и на Фейсбук. Би сакала во продолжение да го прашам Ѓоко дали тоа што во ова модерно денешно време социјалните мрежи и масовноста на нивно користење се од една страна предуслов за хиперпродукција, меѓутоа дали се доведува во прашање поезијата, се разводнува ли можеби поезијата, бидејќи едноставно секој може да седне на Твитер па да напише. Или на Фейсбук 2-3 реда е Па да, само нешто што ќе биде нека форма на поезија. Можете да се изгубите во изборот што ви е даден како читател. Има се и се што буквално. Така. Ваш изборот што ќе читате и што ќе следите. Има Дали е ова добро или? Па нема добро или лошо. Хиперпродукцијата. Па нема за мене тоа не е добро или лошо. Вие го правите изборот. Има еден куп избор, што сакате можете да читате. Така. Има хиперпродукција и кај оние што објавуваат, има хиперпродукција во однос на колку луѓе, колку ми напишуваат, затоа што секој си се наоѓа себе си, секој си пишува. Тоа е личен простор, нели? Фейсбук е. Јас Фейсбук го доживувам како дома. Нели ми е тоа дома. Така. Бидејќи секој ден сум таму. Еднаш во тие некои духовити објави напишав дека живеам во дека Фейсбук ми е како трособен стан со 2 купатила, бидејќи многу често објавувам, тоа е огромен простор заземан. Вратата ја чувате постојано отворена или ја затварате на момент? Да. Тоа е навистина така, во таа песна е Постојано отворена. Да, навистина чувам отворена кога сум сам дома. Снежа, се плашите ли од дигитализацијата? Дали ќе премногу далеко на моменти се оди? Полесно ли е зборовите да допрат до читателот кога држите в рака книга и едноставно можете да ги помирисате страниците? Па јас сум малку старомодна, сакам првен во книга. И јас сум за така сакам да се ја мириснам книгата и се трудам на Фейсбук да не објавам многу поезија, се трудам да објавам баш кога нешто ќе почувствувам дека треба да објавам и прво да ги објавам во книга. Меѓутоа не секој пат успевам, некој пат нешто ќе ми излезе многу силно и не можам да го задржам. Инаку јас почнав да пишувам поезија на блог. Така да и тоа беше еден вид електронски медиуми, блог МК, каде што целата моја приказна со поезија почна. Таму е цела една екипа која прерасна, многу од нив прерасна исто во добри поети. Направивме цело исто како сталните движења беше таа блог заедница, што на жал заврши со затварањето на блогот и со отварањето на Фейсбукот, веќе тогаш почна да замира. И потоа јас сватив дека го надраснав тој блог период и се концентрирав на издавање на книгите, бидејќи сепак е тоа нешто што ќе остане трајно. Од една страна е мирисот на хартијата, меѓутоа од друга страна мора да признаеме дека она што е напишано во електронска форма некаде на интернет или на Фейсбук, на Твитер, каде и да е по социјалните мрежи, сепак мора да признаеме дека многу лесно патува. Многу брзо стигнува до оние на кои што им е намерно наменета или можеби случајно ќе дојдат во контакт со поезијата. Можеме да го сметаме ова за позитивна страна или? Па јас мислам да, секако, затоа што и јас повеќе ја сакам книга да ја земам во раце, но меѓутоа кога ти си не знам илјади километри далеку и не можеш да ја добиеш таа книга, освен ако Снежана Стојчевска ти ја прати по пошта, што се случува. Ама сакам да кажам, значи да, поедноставно е преку електронски медии да прочиташ, да видиш што се случува.
Така што јас сум многу задоволна сега кога имаме сите можни интернетни портали, врски и така, што можеме и ние од странство да читаме, затоа што се случува во Словенија. Например, ние немаме книги од последните, не знам, 10 години, значи во библиотеки ги нема, значи има одредени аутори од постара генерација и младите не можат, и ако сакат, не можат да ја земат книга во раце. Освен ние што доаѓаме и ги носиме книги горе-долу и така, ама значи поедноставно е денеска со електронско издание да си во контакт, да читаш, да гледаш што се случува. Меѓутоа, од друга страна би се согласиле дека ова е нешто што останува, го држите в рака, го имате. Се согласувам, а она што е, како се вели, ние чисто велиме во етер, во ветер. Да, се согласувам и на секој поет му е целта еден ден да има својата книга, но сега добив чувство дека во Македонија можеби е малце полесно да ја издадеш книга. Во Словенија поезија многу ретко се издава, односно многу е затворен круг и многу тешко млад поет ќе влезе внатре, односно ќе добие финансии за да ја испечати својата книга. Многу е строга и критика и значи треба да поминеш преку 1000 филтри, веројатно. Филтри, да. Така што добро, односно, мислам, во списања се објавува и така, тоа е прв чекор и после. Така. Како е кај нас, лесно ли е да се издаде книга? Зборуваме за поетска збирка, нели? Да се зависи, ако платиш е лесно. Ако сам си ја финансираш, ако сам си ја финансираш, нема никаков проблем да издадеш поетска книга. Ги нема тие 1000 филтри. Ако не си ја финансираш сам, тогаш е прашање дали воопшто ќе излезе така? Да. Вака, има можност преку Министерството, тоа е тој годишниот конкурс. Потоа преку спонзорства своји лични. И третата опција е да се издавачот да верува дека ќе успее книгата, па да ја издаде самиот со своји средства. Така. Тоа се трите опции што постојат. Меѓутоа кај нас нема редакторска политика. Просто издавачите нема да би го одбијат или ретко ќе би го одбијат. Ретки се тие издавачи што ќе би го одбијат ракописот. Јас сакам да има барем дел од тие 1000 филтри. Да не биде баш дека секој може да објави книга. Или барем критика по тоа. Да. Ова на репер отвора муавет, јас затоа го почнав да го пишувам, ама некако потоа се свртев да пишувам пак за позитивните страни во книжевноста, не сакав да си ја трошам енергијата на критикување лоши книги, повеќе сакав да ги фалам добрите, некако така. Се лутат кога ќе искритикувате некоја книга? Па кога ќе допрете нечие его, нечија суета, тие сакале или не ќе ле реагираат. Кога се во прашање младите поети зборуваме веќе за его или? Па како не? Сите имаме его, сите реагираме. И мене не се едно, можеби нема да покажам, ама ако некој ме искритикува книгата, сигурно ќе барем внатре во себе ќе изреагира. Тоа е илузија дека некој од нас нема. Сите имаме его. Дека ќе му е се едно ако му искритикуваат книгата. Сега работата е колку ќе трае таа лутина и дали ќе има последици. И како ќе се реагира. А за во мигот ако се изреагира, тоа е сосема нормално. Лара сакаше да се додаваш? Да, ама од друга страна, значи преку критика, конструктивна критика, човек може да расте и да види, значи кој е тој пат кој што го води некаде на подобро, односно, така што јас мислам дека во секој вид на култура би требало да постои критика и да не се навредиш кога некој ти каже ова би можело да биде вака и така, туку да земеш она позитивно од таа критика и да продолжиш по тој пат, затоа што ти толку си уверен дека тоа е најдобро и супер и дека нема никој подобар од тебе. Тука се поставува прашање дали вистински е тоа така или значи сите си имаме его, ама треба да ја почитуваш и критика и да се свесен дека преку таа критика учиш и напредуваш.
Живееме во време кога навистина многу брзо и многу бурно ни се случуваат и ги доживуваме некои од работите кои што се за жал веројатно од нашето дел од нашето секојдневие, дури премногу се присутни, премногу сме изложени на скандали, на политички случувања, на секакви немири. Треба ли воопшто уметноста, меѓутоа конкретно за поезијата, треба ли да биде социјално ангажирана? Може ли поезијата да придонесе некако да го промени секојдневието, да го разубави светот? Па секако. Да го менува барем, ако ништо друго, ако не го разубави. Да, секако, дури има и таква нели како изрека дека поезијата ќе го спаси светот. Мора да биде социјално ангажирана, ако се почувствува, ако поетот, авторот биде трогнат од нешто, секако дека ќе пишува за тоа. Така. Дали се внимава кога се пишува како поетот ќе се изрази за сето она што е околу него, за случајно некој да не го прогласи дека е на нечија страна или ваков или таков определен? Ако внимаваш што пишуваш, значи самиот себе се цензурираш. Ако самиот себе се цензурираш, тогаш не треба да се наречеш поет, според мене. И сега има зависи кои теми повеќе го интересираат и кој дел од општествената политика, општествената критика ги опфаќа. Некој опфаќа повеќе политички теми, некој опфаќа повеќе социјални теми, зависи кој како ќе се пронајде. Ако зборуваме за социјално ангажирана поезија, тогаш првиот поет на кој што ми текнува веројатно е Рацин. Да. Се губи ли таквата димензија на поезијата? Колку младите поети се социјално ангажирани, односно нивната поезија е социјално ангажирана? Има како не. Има толку многу луѓе што пишуваат и што објавуваат и што На Исток ми текна. Па Исток на пример, едно ново дете што допрва доаѓа, неговата тоа е квалитетна ангажирана поезија. Тоа е квалитетна ангажирана поезија. Јас лично не пишувам ангажирана поезија. Мислам, мојата поезија можеби е ангажирана, ама не е директно општествено ангажирана. Така. И нема треба кај поезијата, тоа е порив. Така дека Конески, тоа е порив и за смисла не прашува. Не можете, ако калкулирате, се губите. Да. Толку. Нема калкулации, нема треба да пишуваме сега за Треба, ова. не мора. Ајде повеќе ангажирана поезија. Мислам, што да дајме за во среда ангажирана да пишуваме, а по четврток не ангажирана. Нема такво нешто во поезијата. Ако пишува ангажирана, да е жив и здрав, жива и здрава, ако не пишува, исто така. Никому ништо. Секаде ќе се најдеме. Дај Боже да има луѓе што ќе го опишуваат општеството и општествените случувања преку поезија. Тоа е прекрасно. Тоа е најубавиот начин за мене да ги представите работите. Дај Боже да има така. Лара, сте забележале ли некој нов Рацин во Македонија? Се раѓа ли некој нов Рацин? Кога веќе зборуваме за социјално ангажирана поезија, малку е неблагодарно веројатно да се издвојува име, меѓутоа можеме ли да зборуваме во таа насока? Добро, сега кога го спомнавте Исток Кулчар, можеби. Иако, не знам, во таа младата поетска сцена не гледам јас толку социјално ангажирани поети. Мене тоа ми се допаѓа, затоа што добро, јас ја пратам целата ситуација со Македонија и веќе ми е преку глава од сите и статуси на Facebook и сите коментари и се, затоа што јас имам сосем друга слика на Македонија. И мислам дека во медиумите премногу се зборува само за лоши работи за Македонија, а не се зборува за убави работи, за природата, за културата, за топлината на луѓе, за тие работи што јас ги препознавам во тој вид на поезија кој што не е толку социјално ангажирана. Така што добро е, треба да се пишува и за социјално ангажирана поезија, секако. Ама треба и таа друга страна на една земја да се представи и да се даде порака во свет дека Македонија не е само земја кај што се е лошо и кај што ништо не функционира и кај што се проблеми, туку дека Македонија е земја која што има прекрасна природа, прекрасни луѓе, најдобри журки, не знам што да не продолжам сега онака. Така. Ако зборуваме за тоа дека поезијата може да го промени или да го разубави светот, кога седнувате да пишувате поезија, на што размислувате?
Веројатно не седнувате и велите, аха, сега ќе напишам Не, една песна која што значи- ќе го разубави светот. Не, мене кога ми текне песна, инстинктивно ја пишувам, може да се случи додека седам некаде со другари или додека се шетам, сега пред да дојдам, заглавив со другарка ми во Љубљана и кога се шетам по тивки улици, за разлика од Скопје, Љубљана е многу мирно место и не е толку раздвижена преку ног. И кога се шетав низ тие тивки улици, ми почнат зборовите сами да ми текнат и едноставно земам мобилен и застанав и само напишав, онака форма после, ја поправив, исправив дома. Така да мене така ми доаѓаат зборови. Значи, ретко ќе седнам и ќе кажам, сега ќе ја напишам песна. Кога морам да напишам нешто, тогаш нема ништо да направам. Треба ли воопшто да постои поезија по нарачка? Постојат драмски текстови по нарачка, меѓутоа поезија Јас по мислам нарачка дека не може тоа така, дека не би одала баш не лесно. функционира, дека ќе се осети дека е исилено, дека е вештачки. Ако некој уме, јас не знам, за мене тоа не е случај. Так. Љуко? Не, Како конфликтна пишуваш? ситуација. Да. Само од порив пишувам. Само од порив. Забележуваш во мобилен нешто што во моментот ќе ти текне, па потоа го доработуваш? Како не. Полу. Само од порив, никако поинаку и додека пишувам се обидувам да ја пуштам, да бидам тоа што треба да излезе. Така. Не мислам на тоа кој ќе ја чита и дали мене ќе ми се допадне и така натаму. Кога пишувам, не мислам дека пишувам. Како трансмитер се излегува тоа само. Како некој да ти диктира, некој гласи само Секако дека тоа поминува низ целото мое знаење, школување, нели образование, сите правила што сум ги учел по теорија на книжевност, како треба да изгледа еден текст. Сите знаења од македонскиот јазик, сите зборови што ми влегле од поезијата што сум ја читал. Тоа се филтрите низ кои таа песна ќе помине, ама она што ми е мене свето е песната. Таа да излезе онака каква што јас ја чувствувам однатре и кога ќе ја видам, знам дали е готово или не е, дали ја чувствувам болката уште или немирот е помина. Тоа е она стерната на Конецки кога треба да се разлее во тишината. Потоа знаете дали е делото завршено. Да, чувствуваш просто дали уште, бидејќи песната за мене е немир, таа се јавува како немир, а немирот најчесто доаѓа од болка некаква, најчесто потисната и така се раѓа песната практично. Од немир почнува и на крај се формализира како нешто на хартија или на екран или на пергамент или на камен. За дилемата сигурно кога се преминувало од пергамент на хартија се правели истите дебати. Дали ќе остане пергаментот, колку убаво мириса, хартијата не мириса така. Да. Јас мислам дека е неминовно да исчезне оваа форма. Жал ми е што е така, ама мислам дека е неминовно. Ако ја тргнеме настрана социјално ангажираната поезија, да зборуваме за некој малку подруг тип на поезија, треба ли поетот да биде боем? Треба ли да има несрекна љубов? Треба како не, со жилет да има да жилетче. Нема треба, ако му доаѓа... Тоа е некој стереотип кој што чисто им се припишува на поетите, нели? Јас мислам дека тоа време веќе е поминато. За мене поетот е свесно и светло битие. Тој треба да ги гледа работите што останатите не ги гледаат. Поетот треба да работи на своето сопствено освестување, да работи на себе, да се ослободува од своите сопствени стравови, да преднатре во себе револуции. Тоа е за мене поетот денес. А тоа е чиста форма, не мора да биде алкохол, може да бидат и други работи. Тоа се чисти форми, тоа се нус појави, тоа нема врска со поезијата. Може да тоа го има, не мора. Тоа е еден стереотип кој што многу често се има, меѓутоа сакав да го објасниме, девојките се изнасмеа, па ќе ги замолам и тие да се вклучат. Боем, несрекна љубов, што треба да биде поетот? Постојат ли одредени стереотипи кои што им ги припишуваме на поетите? Ете, тој е поет, треба да биде тако. Да, постоја, да, па дури ние во школа учевме за поети кои што имале несрекна љубови, сега им пишувале своите песни, нели како Петрарка или не знам. Има доста, или Словенечки Прешерен и така. Не, значи, ако зборувам за себе,
и мене песни ми доаѓаат кога сум срекна. Так. Скоро 90% песни ги напишав кога бив срекна, возбудена. Често пишувам песни кога сум во Македонија, затоа што тука ми се случуваат возбудливи работи. Така што не, мислам, сега, ако поет има несрекна љубов, ќе пишува за таа љубов, ама може и да пишува за се друго. Значи нема правила во кога се зборува за пишување поезија. Поезија се случува. Поезија не може да биде Не се планира, не се планира, едноставно треба да случува. се сам се случува. Да. Так. Дали се согласуваш? Па да, се согласувам со двајцата, иако мислам дека исто како што поет се раѓа, така и боем се раѓа. И не е во таа смисла на сега ние пиеме и лумпуваме, туку повеќе од аспект на дека сме страстни луѓе што го сакаат животот и што сакаат да живеат во полн ек. Да Дали беше Ана, извини, да беше Ана Голешка, тука ќе ти кажеше таа е по боемштината, таа е по... Значи тоа е може и во уживање во храна. Да чуваме прашањето за Затоа што Ана. кога Ана готви, тоа е исто поезија. Тоа е поезија, да. Допираат ли полесно до читателите пораките поврзани со болка, со несреќа, отколку оние кои што се поврзани со убави моменти? Па, зависи секој во што ќе се препознае. Секој ќе се Трагедијата дали препознае во почувствува тоа што повеќе? он го чувствува. Ако чувствува истото, најлесно ќе се поврзе. Ако поминува во ист период или пред тоа поминувал во сличен период, многу полесно ќе се поврзе. Так. Да се навратиме на сталните проекции, можно е ли еден поет да е добар пишувач, а при тоа лош интерпретатор, па едноставно да не стигне Да, тие многу стихови да не Може, стигне до публиката онака како што би требало? Тоа се два различни процеси. Независни еден од друг. Може и обратно, може да се стиховите слаби, а да е одличен интерпретатор и да има одличен настап. Секаде каде што се одржуваат поетски читања, обично актери ги читаат стиховите, меѓутоа настални проекции самите автори го читаат она што го напишале. Свесно го избравте овој начин на представување, претпоставувам. Па да, и луѓето сами си се пријавуваат. Природно Тоа ги прашуваме. Сигурен си дека сакаш на Сакаш? сцена, бидејќи таму има светло, има микрофон, да не паднеш во несвест. Не е само како пишуваш. Значи бараме или да ни пратат по нешто, по 2-3 песни од тоа што пишуваат, ама ги прашуваме и ова, дали се свесни дека е тоа сепак сцена, дали некогаш настапувале, дали имаат трема. Так. Затоа што на крајот на криштата, иако ние правиме некаков филтер, дозволуваме пред себе, дозволуваме луѓето да дозволуваме како глагол сега одеме како некој џандари. Сакам да кажам, резилот е нив ако си изрезилот. Не е наш. Тоа е проблемот со астални, што резилот е ваш ако си изрезилите, не е наш. Затоа што простора вие правите што сакате со тој простор. Так. И до сега немало резилења големи на академски. Тоа е добро. Да, немало резилења големи, немало некои така крајни ситуации да се случи нешто. Генерално. Иако ми се допаѓа мене на промоции на книги, да, актер да ги чита песните, зашто да не. Тоа е избор на тоа што ја напишал поезијата. Так. Дали една порака може да допре, односно неколку стихови може да допрат до публиката, дури и доколку не го познаваме јазикот? Вие сте преведувач, сте странец, Да. така што прашањето е особено соодветно. Јас 2 пати читав настални. Во ноември кога бев на книжевна резиденција тука и во вторник читав. И читав одредени песни на словенички во превод, а одредени немав превод и само на словенички. И јас ја добив таа енергија, односно сепак се разбира нешто, некој збор, ако ништо друго и ако не го знаеш јазик, ама енергијата ќе ја почувствуваш. Значи, добро, тука можеби интерпретација е многу важна, затоа што гледаш на човек, значи како тој го ја доживува песна, така што може, ама сепак сметам дека треба и да се преведуваат песни, затоа што така подобро може да достигнат до срциња на други луѓе,
и не е лесна работа. Мислам, одлично Преведувачите често велат дека јас сум преведувач, случајно е новинар, нели? Најтешката форма за превод дефинитивно е поезијата. Колкав е предизвикот кога ќе седнете да преведувате? Значи, јас бегав од поезија до некаде трета година на факултет. И после поезија сама ме најде, кога професорката ми предложи да ја преведам една песна. Јас до тогаш не ми давајте поезија. Се друго може, ама не поезија. И ми се случи некако, како што викаме, љубов на прв поглед. Значи, некако клик во мене и почнав да преведувам и уживам во тоа, и кога се мачам и кога не можам да најдам соодветни зборови, односно да представам сето тоа како што беше кога ја преведува една песна на Снежана. Таа зборува за како се вика тие бандери. А ние во словенички јазик немаме такви зборови, беа во кирилични форми. И сега кога треба на латиница да преведеш, напросто не можеш. И после морав да најдам сосем друг пат, ама многу ми беше жал што не можам истата финта да ја пренесам. Така што, ама пак, значи, кога читателот нема нешто на свој јазик, нема да дојде да ја допре таа книжевност, односно песна, така што треба да се преведува, ама треба да бидат добри преводи. Затоа што подобро да нема превод отколку да има лош превод. Затоа што со лош превод се губи цела поентата и се дава лоша слика на поетот што го преведуваш. Како ги преведувате кованиците, архаизмите, диалектите? Диалектите со соодветни диалекти на словенички јазик кои што можат неколку да ga соочат. Многу е важно словенички читател да го разбере тоа што е во песна. Значи, јас не можам, не знам, да преведам некој збор кој што се користи во македонски јазик, а на словенички читател да не му е јасно. Значи, треба да најдам одреден контекст и соодветен збор во словенички или било кој друг јазик. Еве, Гио го преведува, па знае и тој. Значи, треба да се земе таа песна и да се премести во културата кај што ја не да ги преведете само зборовите, туку буквално суштината. Буквално суштината, да. Сепак треба, значи, да остане таа култура, значи, ако е песна која што има многу културолошки специфичности, треба да останат, ама да се најде соодветен начин како најдобро ќе се презентира тоа на некој читател во странство. Тоа е првото правило на преводот, се преведува смисла, а не значење. Да. Мене секогаш ми текнува на професорот Драги Михајловски. Тоа е под Вавилон, нели? Тоа е првото правило, смисла, а не значење. Ако влезете во значење, влезете во буквален превод. Неодамна во превод на еден холивудски блокбастер беше за да се долови. Од една страна е смешна ситуацијата, меѓутоа од друга страна му ја разбирате маката, барем јас му ја разбирам како преведувач, нели, маката на преведувачот и едноставно решението до некаде не го правдувам, меѓутоа го разбирам барем. Во холивудски блокбастер таму некаде, да речеме во Лос Анџелес, зборуваат и од никаде се сретнува во реченицата од каде го купи ова и другиот му вели го купив од Битпазар. Нели, до некаде смешно е, меѓутоа разбирате веројатно. Од Пазарче. Од Пазарче. Би било веројатно посоодветен превод од Пазарче. Така. Колкав е предизвикот кога се преведува поезија? И јас се плашам од превод. Се плашите? Па зависи, повторно зависи, секој пат зависи. Каква е поезијата? Некоја поезија не е преведлива за мене. Никогаш не би се нафатил да ја преведам. Некоја е едноставна за превод. Има поети со едноставен дискурс. Наративна поезија, например, метонимиска, без многу играње со зборовите, а некои се невозможни. Так. Ако имате игри на зборови, затоа што поетите измислуваат зборови, има неологизми. Просто невозможно е за превод. Морам сите да ве прашам да подразмислите и да ми кажете барем по некоја игра на зборови која што ви е омилена, со која што едноставно
ја чувствувате најваша, најинтересно? Дали се работи за архаизми, се извинувам, за некој поетски израз, за некоја кованица? Па мајстор кај нас во нашата современа веќе или класична веќе поезија е Гане Тодоровски. Тоа е и ние кога се шегуваме, тие зборови ги нарекуваме ганевизми. Тоа се ганевизми, зборови што се неологизми или ганевизми, кај него ги имаше најмногу во поезијата или ги има. Во последнава збирка што објави во љубавина, самиот наслов е неологизам, не постои зборот. Тоа е кованица од љубов и од убавина. И тоа е... Ама едноставно нема друг збор кој што ќе го долови. Па непреведливо. Тоа што сакате да го кажете со насловот, нели? Непреведливо е. Единствено на српски може, со тоа што ќе значи друго. Љубавина на српски би значило она што е љубовина на македонски, а тоа би значило некаква срж или она од што поезијата е создадена. Така приближно би бил преводот. Некој зборче за кој што во моментов ви текнува, сте го употребила? Може би на македонски или на словенички? Не знам, без разлика дали во ваша поезија или ето Ѓуко го спомена Гане Тодоровски. Сега не ми текнува на други, ама јас ја напишав песна Калеидоскопје. Значи калеидоскоп и калеидоскопје, како од некоја. Значи го измислив збор чисто затоа што го држав калеидоскоп во раце и се наоѓа во Скопје и така би текнал збор. Одлична кованица. Па сега мене мој збор не ми текнува, меѓутоа не ми текнува навистина, меѓутоа една моја пријателка исто поетиса Љупка Антевска, незината книга е Денодение, првата книга и она го имаше кога зборувавме сега прво тоа ми текна Денодение. Денодение, да. Сосем оригинално, интересно. Почитувани гледачи, се уште е во тек отвореното студио на телевизија Нова, денеска на тема македонска поезија. Имам чест да разговарам со тројца млади ентузијасти кои што досега ги натерав да зборуваме за тоа каква поезија пишуваат, каква треба да е македонската поезија. Сега во продолжение ти ги прашам и што ги инспирира. Она на кој што застанавме се лингвистичкиот аспект на поезијата. Во продолжение би сакала да искоментирам, бидејќи имаме поети, меѓутоа и луѓе кои што се занимаваат и со превод на поезија. Прво ќе ја прашам Лара, колку е македонскиот јазик богат? Сваќаме ли кога ќе седнеме односно вие кога ќе седнете да преведувате стихови, сваќате ли колку е македонскиот јазик богат? Честопати се случува некој да искоментира дека како ова сега на англиски ти си го кажав поедноставно, македонскиот јазик е сиромашен. Дали не си го познаваме јазикот или? Македонски јазик не е сиромашен, македонски јазик е богат јазик, значи има преубави зборови, мислам магични работи, да кажам така. Мислам дека многумина словенски јазици се богати јазици, не сакам да споредувам со други јазици, ама знаеме нели дека е еден од постарите јазици македонски јазик, така што треба да сте свесни дека имате многу убав јазик и да не ви го кажува еден странец кој што се занимава со јазик, ама сами да си го почувствувате јазик, затоа што мислам, не знам, иако јас не можам објективно да зборувам, затоа што и многу сум емоционална кога зборувам за македонски јазик, затоа што тоа ми е еден вид на љубов. Мислам, јас зборувам и хрватски, зашто татко ми е од Хрватска, словенички ми е мајчин јазик, ама македонски ми е она нешто што кога го слушаш како песна да се пее, значи онака. Така што да, имам прекрасни зборови, многу архаизми, многу и зборови од турско потекло кои што се многу тешки за превод, односно за препев, за Так. Да. Како би го превеле гезва, едноставно не е возможно.
Кога сме веќе кај турцизмите, нели? Гезве, многу се потешки, многу е потешко да преведеш кабает, ниет, не знам, шубе, како ќе преведеш шубе? Јас се доведов во ситуација неудобна кога требаше на пријател многу помлад од мене да му објаснам што е тоа неисе. Да. Нели, оди па објасни. Колку е богат македонскиот јазик? Колку еден поет треба да го знае македонскиот јазик за потоа кога ќе седне да пишува стихови едноставно да не се мачи и да се бори со зборовите? Па, треба да се знае. Јас, бидејќи почувствувам некоја пречка, заради тоа што не сум со книжевност и цело време работам. Значи, и го чувствувам тој прогрес што го имам направено. Значи, мора многу работа и мора многу себе испитување и читање, многу читање. Така. А инаку јазикот е прекрасен и богат, има милион начини на кои што може да си играш и да кажеш една иста работа. И затоа јас сакам да напишам нели песната во наплив, меѓутоа потоа си ја доработувам. Тие занаетски работи што ги научив од некои позитивни критики што ги имав добиено на почетокот, после првата книга, нели втората, третата, да дојдам до таа форма до која сум комплетно задоволна. Така. Ѓоко би рекле дека поезијата е односно суштината на поезијата е копање по контекстот, по значењето на зборовите, по едно од многуте значења на еден збор, правилното избирање и составување на зборовите. За јазиков немаме прашање. Тој е најстручен за јазикот да каже. Јас си се подготвив за јазикот. Да. Ајде двете прашања и за јазикот и во второто. За полисемијата на зборовите, за нивното значење, за нивната повеќезначност и за етимологијата, мене многу ми е поинтересна етимологијата и како зборовите низ диахронијата, со текот на времето го менуваат своето значење. Тој процес ми е интересен. И интересно ми е погрешното интерпретирање на некои поими. Значи, например, љубов. Што е љубов? Кога ќе кажете љубов, зборот создава свет. И сега, што значи љубов? Во западното општество значи едно. Ама ако ако зборувате со будист, тој ќе ви каже некоја сосема поинаква дефиниција, што нема врска со нашето поимање на зборот љубов. И мислам дека е многу важно како се користат зборовите и дали се знае нивното значење, бидејќи зборовите во себе содржат вибрација што ние тоа можеби не го гледаме, но таа влијае во стварноста во која живееме. Така што мене ми е многу важен одбирот на зборовите. И гледам да не влегувам во празнословие и да не ги бирам, да не ги ставам на ѓутуре, туку да навистина да знам дека е дека тоа сум сакал да го кажам. Преводно од ѓутуре? Да, на ѓутуре на кој јазик да го преведеме, да, од рака, приближно. Ами тоа е умешноста со малце зборови да кажеш многу. Да кажеш мислам дека тоа е мајсторлук. Инаку за јазикот македонски, македонскиот јазик е многу специфичен јазик, затоа што тој е прво има многу сложен глаголски систем. Да. Ние имаме толку сложен глаголски систем, можеме да кажеме што сакаме, имаме минато идно време. Јас кога им предавам на студентите минато идно време, да сакав ќе дојдев или се шминка ќе снима емисија, тоа е шизофренија како сега минато идно време, како тоа идно, а во минато. Значи имаме многу сложен глаголски систем, можеме да изразиме што сакаме во тој однос. Втора работа, македонскиот јазик е словенски јазик, меѓутоа е јужен и е најјужен од јужните и е под влијание на албанскиот и на грчкиот, кои неверојатно многу го збогатуваат и под влијание на турскиот, бидејќи ние забораваме намерно или случајно дека Турската империја била тука 5 века и оставила огромно наследство, па и во јазикот многу влијаела. Така што македонскиот јазик е многу специфичен јазик и е различен и од словенските, на кои им припаѓа, и е различен и од балканските јазици, на кои исто така им припаѓа. И има многу интересен акцент, например, тоа што е на Лара интересно. Јазикот наш е ритмичен, бидејќи акцентот е отсечен. Тоа е различно од словенечкиот и од српскиот, например, србите пеат додека зборуваат, имаат должина, имаат 4 различни акценти.
има нагоре, надолу, од долу горе, од горе долу и така натаму, а македонскиот јазик има отсечен акцент и тоа е таа ритмичност што му ја дава и затоа и податлив за поезија. Што им е особено интересно на странците? Ѓуко го спомена акцентот, го спомена минато идно време, она што знам дека многумина кои што се странци, прв пат се среќаваат со македонскиот јазик, без разлика дали нивниот мајчин јазик е сличен со македонскиот и од овој крај, е нешто за кое што навистина се чудат. Се шминка, ќе снима емисија на некој да му го кажете, баш делува шизофренија, нели? Добро кажа Ѓуко. Што е оно што е најинтересно за еден странец во македонскиот јазик? Најинтересно. Значи се сложувам со глаголски времења, затоа што нели има не знам колку, нема да кажам. По бројка, бидејќи што ќе сметаме за време, што за начин. Мене исто ми беше чудно кога учевме глаголски времења и сега како идно минато време, што е тоа? Мислам, не ми беше ништо јасно затоа што словенички има само 3. Минато, сегашно и идно време и толку, немаме друго. А најинтересна работа, односно тоа што некако и стереотипно е забележен македонски јазик е троен постпозитивен член, кој што за нас странци е фантазија, односно јас и ден денески, иако добро зборувам македонски, не знам секогаш точно кај треба да го ставам член, односно кои именки треба да ги членувам и кога и зошто, така да мислам дека тоа е една од најтешките работи кога го учиш македонски јазик. Ова ве прашав за да можам да ви го поставам и следното прашање, за жал веќе сме на самиот крај, меѓутоа мислите на сите овие, се чувствувате ли пред се кога пишувате поезија на македонски, како го чувствувате ли јазикот како странски јазик, токму поради овие неколку работи што ги споменавте? Значи, јас не пишувам поезија на македонски, имам само една песничка напишана на македонски, ама сепак не можам да ја пишувам поезија, затоа што не ми е тоа мајчин јазик, не сум домашна. Значи, кога треба да размислувам сега како ќе напишам тоа за мене веќе не е тоа што во време кога сум емоционално полна, најлесно ми е на словенички да напишам. Така што имам една песничка, ама таа е онака. Лично за вас, веројатно. Се осудувате ли да пишувате на друг јазик, освен на македонски поезија? Дали треба воопшто поетот да пишува на друг јазик? Па, јас не. Се пишувам на македонски, може само да ми дојдат дел како насловот на англиски или дел еден стих на англиски, ама цела песна се уште немам напишано. Мислам дека ми доаѓа се на македонски, така ми е природно, така природно ми доаѓа. Ѓоко веројатно најубаво ја представи суштината, односно тежината на македонскиот јазик во однос на тоа гледа еден странец, можеби кога се соочува со македонскиот јазик. Пишувањето поезија на македонски и на странски јазик, поетот треба ли да пишува на кој да е странски јазик или сепак на мајчиниот? Ако му оди да пишува, нека пишува. Тоа е, не знам, треба ли да сонува на странски јазик човек, нели? Ако ќе дојде да пишува, јас имам например неколку песни на српски напишано. Така ми дошле. Бидејќи кога сум во Србија и сам тоа е интересно. Така функционира. Да, тоа е интересно кога бидејќи не е тајна дека зборувам сам со себе, се преиспитувам постојано кога во својата самотија, така излегуваат и песните, јас некогаш ги изговарам гласно, па потоа ги запишувам. Кога сум во Србија, тоа се случува на српски јазик. Така ми доаѓа, бидејќи веќе долго време сум таму. И имам напишано неколку песни на српски јазик. На англиски не се осмелувам, бидејќи не го владеам јазикот. Многу сам го владеам на едно основно ниво. Меѓутоа, ако некој се изразува на англиски, зошто да не? Таман работа, да речеме, не е македонец само на македонски. Тоа бранење на јазикот е апсурдно, тоа нема никаква смисла. Јазикот би ни се смеел од страна кога би видел дека го браниме. Тоа навистина нема никаква смисла да се брани јазикот. Од кого ќе го браниме? А ние го браниме многу од србизми, од бугаризми, од не знам од што. Веројатно се плашиме премногу. Да, затоа што е нов во смисла кодификацијата е тазе. И државата ни е многу млада. Да, така што полни сме стравови.
Јас само ќе ве прашам дали имате уште нешто да дополните, бидејќи за жал мораме тука да завршиме, толку ни е времето. Ќе ви се заблагодарам за времето што го издвоивте за ова отворено студио на телевизија Нова, за гостувањето. Нека бидат сите неотворени прашања кои што не ги доодговоривме или воопшто немавме време да ги поставиме повод за да се видиме повторно. Ја споменавме Ана, можеби Ана ќе ни прави друштво во некоја наредна прилика. Ви благодарам. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое што го проследивте и ова отворено студио на телевизија Нова. Секако не го менувајте каналот, останете на нашата програма.